Се надявам дека, не знам, некој ден Донер компјутер ќе биде као министерство за донации у државата. Може да се каже дека буквално низ цела држава имаме опремено училиште, од села, од градови, до рурални средини, буквално секој што се пријавил и нели исполнил услови да добие компјутер, добил компјутер. Никогаш не сум очекувал да стигнам до 3000, до број 3000, затоа што за мене е огромна бројка, например, пошто еден компјутер да го средиш, значи треба да првен да го најдеш како прво, значи некој да го донира, треба да го донесиш до Кавадарци, тука да го средиш, да го отвориш, да го преинсталираш, да го спакуваш на крај и да го пратиш бесплатно до таму кај што треба. Никогаш не сум замислувал дека Донер компјутер ќе испадне толкава мрежа да се исплете. Еден показател за тоа колку е голема Донер компјутер е тоа што веќе две општини у државата ги опремивме комплетно со компјутери. Македонски просто е буквално прва дигитализирана општина од Донер компјутер, втора општина е Ѓорче Петров, кај што ги опремивме буквално сите училишта. Тоа се околу 9 училишта, мислам дека беа тоа заедно, подрачни и општински. Така да милони за тоа што мислам едва чекам да се пријават и други школи. Само загребавме до решението на проблема. Значи 3000 компјутери, мене ако ме прашате се ништо. Значи тоа е нема ни, не знам, 90% од работите останали нерешени. Ако гледате дека и опремуваме училишта, тоа значи дека и самите училишта најверојатно немаат правилен распоред на средства или едноставно не добиваат средства за набавка на таква опрема. Едноставно ние се најдовме у средина, имаме некое решение на проблемот и делумно го решаваме one step at a time. Чувството е навистина прекрасно и секој ден кога не само јас, кога сите доаѓаме овде, се чувствуваме дека навистина помагаме на некој, му помагаме и тоа е навистина прекрасно. Не само што помагаме, нели, како што кажеш, туку се дружиме и учиме пред се. Тоа е еден од главните аспекти, мислам, на целата иницијатива со едукативен карактер, дека е сето тоа. И дека сите волонтери што доаѓаат овде всушност учат. Најинтересниот дел е кога ќе добиеме нова опрема, гледаме што не е во ред со неа, пробуваме да го поправиме тоа што не е во ред и кога ќе завршиме со поправањето, тоа е најубавиот дел, се осеќаме исполнет. Поради тоа што знаеме дека некој кога ќе го добие тој компјутер ќе биде дома среќен, ќе може да функционира како сите, ти е потребен компјутер во ова време. Целта на почеток беше 20 компјутери да ги толку пријатно. После некој, не знам, дојде некоја фирма, оставиш 20 компјутери. Ајде си викам, окей, ќе ги дај ми вие. После некој време дојде некоја трета фирма. Ајде си викам да правам страна на Facebook, на АДК, прави ми нешто така, може да се појавиш некој друг. Испада на крајот дека уствари Донер компјутер е као и повеќе од потребно.